Дали може? Добро. Благодарам пред се на вас медиумите денеска што дојдовте на убав ден. Денеска промовиравме 300 нови професионални војници дадоа свечена заклетва. Навистина убав ден каде што ќе видите нова генерација на војници, ново помладување, нови луѓе што навистина ќе дадат голем допринос во армијата и благодарам на сите што учествуваа во овој процес, од началникот на генералштаб до сите генерали, до вработените во министерството, бидејќи интересот беше навистина голем. Но ева тука ќе повикам дека не застануваме, тука продолжуваме оваа година со нови уште 300 професионални војници. Јас кажав дека следуваат многу убави работи за армијата во наредните години, тоа ќе се случува. Мислам дека оваа слика која ќе видите позади нас со нови луѓе, со нов елан, со нова енергија, тоа уште повеќе ве охрабрува да продолжите. Еви јас како министар да продолжам заедно со авторитетите во армијата да продолжиме со нови процеси, затоа најавувам дека уште започнуваме постапка за да ги добиеме согласности да започнеме за нови 300 професионални војници што оваа година дополнително да ангажираме. Тоа ќе значи подобрување на нашата борбена готовност, тоа ќе значат нови луѓе, нова сила и мислам дека така треба и во иднина да гледаме, да ги помладуваме сите редови и навистина да покажеме една модерна и нова армија. Министре, гледајќи на 2025 кога беше објавен овој последен конкурс за пријава, се зголемува ли бројот и интересот на младите за оваа професија, да ја наречеме, а сепак од друга страна и многу чувствителен дел од општествениот живот? Така е. Одлично прашање. Јас би кажал дека мислам дека историски најмногу се пријавија кандидати за професионални војници во независност во државата. Поради повеќе причини би рекол, поради квалитетот во армијата, поради квалитет на старешини, поради квалитет на вежби, поради она што сме членка на НАТО, но би рекол и поради она што се примања од министерството. Еве имаше можност различни синдикати вчера што чуем, односно еден синдикат каде што со ваги манипулации употреби некои фрази, но тоа ги отсликува нив. Јас би кажал дека најголеми плати во историја до сега имаат професионалните војници, зборувам платата со сите додатоци. И тоа ние вчера го објавивме и тоа е плюс стимул, бидејќи прв пат во историја се исплаќа се по колективен договор, бидејќи така треба. Така треба и тоа е стимул плюс. Но она што за мене е многу важно, бидејќи сме членка на НАТО, заедничките вежби што ги правиме со нашите сојузници, обуката, новата опрема, модернизацијата, сето тоа влијае младите луѓе да ја почитуваат армијата, се разбира и министерството, а од друга страна знаете дека министерството и армијата се најпочитувани институции во државата. И тоа е поради луѓето што се внатре, луѓето што поминале многу години, луѓето што се позади мене, што поминале многу курсеви, што поминале многу во својата кариера и овие млади луѓе имаат од кого да научат многу. И затоа ги охрабрувам сите кои ќе се за новиот конкурс да видиме колку ќе се пријават, одлично прашањето, но се повеќе и повеќе има интерес. И само уште едно прашање, ако дозволите, доволно ли се издвојува од средства од буџетот на државата за да се покријат, значи сега веќе имаме 300 нови, најверојатно 2026 година велите уште 300. Дали овие средства кои што државата во моментот ги одвојува од буџетот се доволни? И зашто тие треба да се наменат? Да, благодарам. Ние секоја година како министерство го зголемуваме буџетот, знаете и впрочем тоа е обврска во НАТО да се зголемува буџетот, но ние веќе минатата година ги пресметавме овие нови 300 вработувања веќе во буџетот, така што средства ќе има, но не само како сума на пари, се разбира и се она што е потребно од опрема и така натака. И со тек на годините треба да расте буџетот, но кога ќе расте буџетот, се разбира треба да гледаме повеќе кадар да влезе во министерството, нови војници, нова опрема, нова модернизација, тоа ние ќе го правиме низ годините и се разбира да ги подобруваме сите услови не само на професионалните војници, туку на сите вработени и во министерството и во армијата. Еве пред би кажав уште една новина каде што пред известно време заедно со со началникот, со авторитетите, направивме една иницијатива како да историски чекор да направиме за сите професионални војници да го решиме прашањето за нивно пензионирање, односно како да останат сите во министерството и набрзо ќе излеземе со таа иницијатива. Иако вчера еден синдикат проба да каже дека е нивна идеја, не, тоа доаѓа од армијата, од раководството, од авторитетите заедно со луѓето, но ќе седнеме со синдикатите да направиме едно одлично решение каде што историски чекор ќе направиме како да помогнеме секој да се чувствува убаво и после 45 години. Но има
доста денови каде што ги промовираме сите ги работи. Ке ја се зголемат платите на војниците и се разбира на луѓето еве кои што стојат позади вас затоа што Еве тие сега. се луѓето кои што најмногу вложуваат во создавањето на новиот Сега ќе ви потенцијал. кажам, кога дојдов како министер, не се исплаќаше ништо по колективен договор. Иако беше подпишан. Иако имале право да земаат и морале да земаат додатоци по се она што следува. Земале само плата. Сега со сите додатоци што се исплаќаат е дупла плата. Скоро дупла, некој може да ги земе по сите основи, некој помалце, но историски најголеми примања во независност на државата. И тоа се разбира, вчера го објавивме, го доставивме до медиумите и може да направите споредба со било која институција и пак ќе повторам, во овој момент платите се највисоки, а од минатата година 30% на сите вработени во министерството им се зголемија плати. Но некои политички партии, би рекол некои поединци од одреден синдикат сакаат за политички поени. Тоа е многу симптоматично како во еден ден тоа се случи, па поддршка, па прест и така натака, но една добра реченица имаше од тој прес дека треба диалог. И ние сме тука за диалог, но кога имаме диалог, па не бараат такви работи, нешто друго бараат, но за тоа па. Кажете ми, Однос на случувањата. Да, тука сум ќе одговорам на сите. На случувањата во светот во контекст на настаните, колку Македонија може да се чувствува безбедна за сите овие згинувања не околу нас, туку и пошироко во светот? Да, апсолутно, државата е безбедна. Има геополитички, би рекол, бранување постојано, но ние гледаме во нашиот дел, се разбира, ние сме дел од едно огромно семејство НАТО и следниот месец ќе бидеме на министерски состанок во НАТО каде што се разговара подетално за овие случувања. Гледате дека има и нови жаришта. Се случуваат внатрешни немири во одредени региони, но можам да потенцирам дека безбедноста е на највисок ниво во државата. кажете ми, Околните држави со ведува или има навестување за введување на задолжителна војна рок. Какво е размислувањето во македонската власт? Виде, јас многу пати сум кажал, еве јас лично го охрабрувам тој потек бидејќи мислам дека младите луѓе тоа треба да го поминат, но се многу параметри треба да се земат во предмет. Прво финансиите, втора капацитетите што треба да се доизградат до обнова. Знаете, низ годините наназад се дадоа многу касарни на општините, тие се пренаменија во различни објекти и така натака, и тоа е еден друг. Но да, точно е, многу земји тоа го прават во овој период, гледаат некои опити да направат, би рекол, многу поразлично од минатото, со 2 месеци, 3 месеци, 75 дена различно. Добро е за размислување како тема, но овој момент не е тоа како проект што сега би го направиле, но во иднина се разбира, ако оцени армијата и војните авторитети дека тоа е чекор, јас сум тука тоа да го направам. јас сакав да ве прашам, се наоѓаме во командата за обука и доктрина, кој што е важен сегмент на македонската армија. Што конкретно во оваа година ќе добие командата? Што ќе работите да се подобри капацитетот, опремата? Добро, вака сега. Да, за тука. И Јас за не гледам- центрите кои што ги обслужува некој. Јас не гледам само како една касарна или да речеме само командата за доктрини или командата за операции или било која друга касарна. Оваа година ќе биде тешка година бидејќи многу пренесени обврски од минатите години, оваа година ќе ги исплатиме. Веќе минатата исплативме многу, но оваа година ќе исплатиме се. Зборувам за преземени обврски од договорите, но оваа година ќе започнеме со многу нови проекти. Со нови проектирања и планираме да влеземе во процес за огромни проекти. За наредни 10 години тоа ќе биде новина што сите ќе ја чуете. А исто така и нови капацитети во Кривово, нови капацитети тука да се изградат инфраструктурни. Во постапка е нова униформа, да се сите да имаат нова балистичка опрема. Исто така разгледуваме и правиме напори да направиме нови, рекол, огромни договори држави со држави. Веќе неколку поминавме на последните состаноци, тоа ќе видат со Америка, но и со други држави. Така да историски најмногу ќе се троши во овој период и во следните години, и тоа ќе видите сведоци. Потом како ќе слегуваат сите постапки, се разбира ќе ви ги пренесам. Отлично.